Добро вечер, почитувани гледачи. Вечер во Под лупа ставаме една тема која што не е многу обработувана. Ќе зборуваме за теологијата. А во тоа ќе ми помогнеме од вечерашен гостин, господинот Виктор Недески, теолог. Добро дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добре ве најдов. Добро вечер посакувам и на сите гледачи на емисијата. Господин Недески, веќе една година сте во седиштето на Охридската митрополија. Работите како теолог, едно навистина интересно занимање, значи вие сте релативно млад човек. Ете од каде ви дојде желбата токму да се определите за теологијата, што беше она што вака ви даде порив за да се насочите токму таму? Па, уште од помлада возраст ја сакав теологијата и црквата, но мојата желба тоа да стане, би рекол, и моја професионална преокупација и мој живот дојде спонтано. Постепено, значи имаше повеќе опции, размислував на повеќе теми, меѓутоа во одреден момент од животот, нели, при крајот на средно образование, сватив дека сакам вистински да се занимавам со теологија, дека сакам на некој начин да се вложам себе си во црквата и од овој аспект денешен сметам дека сум направил правилен избор затоа што ме исполнува тоа што го работам и на некој начин тоа е моето секојдневие. Така. Токму сте во градот што го многу мина го нарекуваат и Балканскиот Ерусалим, значи имате многу можности за да ги проширувате вашите знаења, секако излегувате и надвор од границите и на Охрид и на нашата држава. Впрочем, за тоа беше доказ и вашето последно дело, кое што е посветено на архиепископот Свети Константин Кавасила, чиј култ, значи, беше возобновен сега пред 2 недели на 30 или 31 ноември, кога беше една богослужба одржана во црквата Света Софија. Истражувавте долго време и го напишавте ова дело. Многу малку луѓе знаат за неговиот култ и како што кажавте во изјавата кога правевме интервју пред настанот, намерно како да сакало да се затаи неговото значење. Зошто? Па видете, како што споменавте, Свети Константин Кавасила е навистина една речиси непозната личност и токму тоа беше и предизвик за мене. Уште од мал, да речам, го гледав неговиот портрет, неговиот најмаркантен портрет во Перивлепта и за мене беше една голема енигма која оваа личност која е насликана токму до самиот Свети Климент. Моите истражувања поврзани со Свети Константин започна уште со почетокот, би рекол, на моите студии теологија и открив многу интересни, значи фантастични податоци за неговиот лик, за неговиот живот и дело и на некој начин си разјаснив и себе си, преку книгата секако и на православните верници, енигмата кој бил овој архиепископ и зошто бил навистина толку почитуван не само во Охрид и на територијата на Охридската архиепископија, туку и пошироко во православната екумена. Што се однесува на тоа зошто е тој непознат и зошто неговиот култ на некој начин згаснал, причина се повеќе еден сплет на историски прилики или неприлики, кои, како што знаеме, низ кои поминала Охридската архиепископија и при крајот на нејзиното постоење, а особено територијата на Охридската архиепископија по укинувањето на Охридската архиепископија, кога било негирано се она што потсетувало на Охрид, Охридска архиепископија, дури и митрополијата во која Охрид отпаднал по укинувањето на архиепископијата се викала Преспанско-Битолска, значи зборот Охрид не бил споменуван, значи Охридската архиепископија била славна црква која во одредени момент историски неприлики била укината и многумина страхувале дека таа црква ќе се возобнови, па така и маркантните личности на архиепископијата биле негирани, потиснувани и заборавани. На кого тоа му одговарало во тој период? Значи, да ја негира Охридската архиепископија, веднаш можеме да направиме паралела и со денешно време и сега е негира на нашата
Македонска православна црква од Точно, некои со наши укинувањето соседи. епархиите на Охридската архиепископија, како што знаеме, подпаѓаат под Вселенската патриаршија, а архиепископот Охридски Арсени, кој е последен архиепископ, е заточен на Светагора, испратен таму, и таму најверојатно го завршува својот живот. Ете уште една неистражена, истакната личност, со која сум се занимавал. Еден ден ќе излезат и истражувањата за него пред македонската јавност секако. Значи попаѓаат епархиите под Вселенската Цариградска патриаршија, подоцна во 1922 година со подпаѓањето на овој дел на територијална на географска Македонија под Србија, овие епархии на некој начин ги купува Српската црква од Вселенската патриаршија и секако на овие пред се политички случувања следат и црковните неприлики за Охридската архиепископија и на овие структури им одговара такво негирање на Охридската црква. За жал, политиката, значи, анализирано и векови наназад, секогаш некако вмешувала прсти во црквата, не можело стриктно да се одвои, значи, црквата од политиката, иако сепак, значи, делуваат сосема различно и посебно, но имаме тука примеси на политиката. Црквата и општеството ги сочинуваат истите луѓе, значи тоа е еден ист народ кој ја сочинува црквата Божја и државата или општеството. Затоа тие се тесно поврзани. Колку еве да сакаме да секуларизираме државата, сепак целосно да се направи тоа е невозможно, бидејќи како што кажав, станува збор за еден ист народ, значи кој што учествува и во општеството и во црквата, така што природно е политичките случувања да влијаат и на одредени црковни прилики или неприлики. Так, но сепак во државата и државното уредување најголема улога игра она материјалното, а во црквата е она духовното и тука можеме да направиме некоја дистинкција. Точно така е, меѓутоа црквата постои 2000 години, повеќе од 2000 години, што не е случај со ниту една држава во светот. Значи, таа како еден организам на луѓе е силна, секако не секогаш финансиите она што го движи светот, туку некогаш и значи секој општество низ историјата се плашело од силна црква. Тоа и покрај што ќе споменам Византија или Источната Римска империја, која според некој е златен период на црквата, дури и тогаш црквата не може целосно да се ослободи од стегите на државата, би рекол. Ретки се општествата кои дозволуваат силна црква. Во која фаза, да речам, сега се наоѓа на МПЦ, значи нашата црква и Охридската архиепископија во овој период, значи на делување и во државата и воопшто обкружена со сите наши соседи, оние примеси? Зборуваме за денес? За денес, да. Па секако главна причина за непризнавањето на Македонската православна црква возобновена како Охридска архиепископија се токму политичките прилики на Балканот. За жал, од 19-тиот век навака огромен проблем на во православниот свет се националните цркви кои постојат. Значи, црквата никогаш не се идентификувала со национален предзнак и тоа е се православен проблем, би рекол, етнофилетизам, на кој што православната црква во иднина треба да работи и мислам дека ќе работи затоа што светот оди кон едно обединување, па овие поделби во иднина би биле апсурдни. Па веројатно е тоа што сите треба да не обединува, не да не Токму така, затоа велам раздвојува. Так, да се надеваме дека во иднина токму тој трасиран пат ќе се почитува и ќе дојде до едно соединување на сите. Целта на Македонската православна црква е токму еден ден да стане рамноправен дел од семејство на православните цркви, значи патот по кој е насочена е вистинскиот, така што го молиме Бога работите да бидат на добро што е можно побрзо. Така. На самиот почеток рековме дека нашиот град, нашите цркви кријат непроценливо богатство, значи
не сме можеби ниту свесни што се имаме и што поседуваме. И многу дела, многу ликови остануваат таму некаде зацкриени од патината и од прашината. Што е она што е непознато за нас, обичните граѓани, а на кое што можеби вие работите, истражувате, или што е ваша провокација за некои идни ваши истражувања и дела? Па, како што споменавте, значи, Охрид е град со огромни можности кога е во прашање црквата, црковниот живот, црковната уметност, со богатата историја на Охридската архиепископија која имала за престолнина, токму градот Охрид, дава огромни можности за истражување. Во изминатите периоди особено внимание се посветувало на архитектурата и уметноста црковна, зборувам, во Охрид. Меѓутоа, оно што е многу послабо истражено се токму овие личности кои ги создавале тие културно-историски, би рекол, црковни споменици, кои се вложувале себе си во таа уметност, кои го дарувале на Бога на љубавото, и токму разоткривањето на нивните ликови, нивниот живот и дело е еден огромен предизвик. И јас се насочувам со моите постдипломски студии во насоката од теологијата викана патрологија, која се занимава со животот и делото на светите оци. Токму и Охрид дал многумина такви свети оци, значи пастири на црквата кои действувале тука, еден од кои е и свети Константин Кавасила, за кого е посветена ова последна книга, би рекол, и манифестацијата која се случи, така што има и многу такви други истакнати личности. Например, еве ќе споменам, сите знаат за Света Софија, меѓутоа малкумина знаат кој е изградил таа монументална црква. Станува збор за архиепископот Лав Охридски, кој е и една од клучните личности во одигрувањето на таа поделба, тој спор со латинската црква, кој се случил во 1054 година, која доаѓа до конечна поделба на православната од римокатоличката црква. Значи, клучна улога во таа поделба игра еден охридски архиепископ, за што малкумина знаеме. Зошто сето тоа, еве, значи, вие од ваша страна како црква, значи како Македонска православна црква, и воопшто другите институции кои што може да имаат некаков бенефит од сето тоа, туристички град сме, значи сакаме да направиме некои приказни по кои што ќе биде препознатлив Охрид, освен оние што веќе ги имаме и кои што се пласирани во светот. Еве некои нови откритија кои што можат да привлечат голем број гости, да го развиваме и верскиот туризам на крајот на криштата, затоа што има многу можности градов. Зошто не се работи поинтензивно на тоа? Вие сте една млада генерација од теолози, мислам 7 сте сега, кои што моментално сте вработени. Дали сум во право? Да. Значи, еве една млада, надежна сила која што може да понесе да повлече во тој правец. Па токму, видете, и можностите во минатото не биле толку големи за да може да се истражува. Изворите биле помалку достапни, а секако во изворите лежат информациите. Така, еден значаен елемент на овие истражувања, значи предуслов би рекол за да се истражува, е познавањето на древните јазици, црковнословенски, грчки, кој бил во минатото англиски на црквата, така што мене како млад теолог ми се даде можност да се образувам во Грција, да го научам добро грчкиот јазик, така што тоа ми отвори многу врати во овие истражувања. Значи, кога на човек ќе му се достапни изворите од прва рака, тогаш може да се работи вистинска наука. И како стигнувате до информациите, до некои ракописи, списи, фрески кои што ви се потребни во вашите истражувања, затоа што на вистина патот и процедурите се многу долги за да се стигне до овие материјали. Точно, меѓутоа денес со напредокот на технологијата тоа е многу олеснето. Овие ракописи се дигитализираат, исто така и фреските, така што благодарение на контактите воспоставени во овие изминати години, не сум наишол на некои поголеми пречки во достапност на информации и извори, податоци, така што денес е многу полесно, би рекол, да се работи, отколку замислете, например, пред 100-150 години, кога
теренското истражување било на прво место, значи. Денес тоа е многу леснето, така што денес треба само добра волја и желба за работа. Можностите се доста поголеми, така што треба да ги искористиме, како што кажавте, младите генерации, да работиме, затоа што тоа е за добро на сите. Така. Затоа што во науката и во научните достигнувања лежи вистината, бидејќи се друго е само калкулирање со некои факти, кои што помалку или повеќе ги знаеме ние обичните граѓани, а од верата се црпат многу други вредности за кај Сигурно, човекот. точно тука би кажал дека и периодот нели на социјализмот низ кој помина нашата земја е еден период кога црквата била и внатрешно потиснувана, значи Маргинализирана. Точно, и тоа е една од причините поради кои црковните нешта не биле истражувани, не биле цел на интерес. Значи црквата била нешто второстепено, третостепено во државата, нешто маргинализирано, како што рековте, така што не се посветувало доволно внимание, освен на оној дел црковна уметност кој што го споменав. Но факт е тоа дека црквата не одржала како народ, ни сите тие векови, ни сите тие провејувања, сите бури кои што настанувале овде низ нашата земја. Меѓутоа црквата, тоа не е основната цел на црквата. Тоа е некоја второстепена или третостепена, многу интересно едно размислување, прочитав од еден англиски епископ, православен теолог инаку, кој вели Христос рече јас не сум обичај, рече јас сум живот, јас сум вистина, значи црквата има за цел првенствено да не насочи во животот, значи да не даде на насока, или како што вели еден друг теолог познат Романидис, вика црквата е терапевски метод, значи верата е начин како човекот да застане на прав пат, а не обичај, не нешто кое не одржува. Сепак ќе речам, тоа е нешто второстепено, третостепено, меѓутоа не треба да ја забораваме главната цел на црквата која да го проповеда сега дојдовме до Словото Божјо. Така, до оној момент сакав тоа прашање да ви го поставам, колку верата се почитува онака како што треба во вистинскиот збор, затоа што многу пати во некои ситуации се злоупотребува, во некои ситуации се предимензионира, значи дали можеме да најдеме мерката? Посебно кај младите луѓе, има некои кои што некако се слепо навлезени во верата, так, без суштински да ја познаваат, а има па други кои што воопшто никогаш во црква не влегле. Значи, еден од главните проблеми тука е прекинувањето на црковниот континуитет кај нас, пак ќе го споменам периодот на социјализмот, кога тоа предание црковно кај нас се изгубило. Последните 15 на 20 на години се прави еден напор црквата повторно да се врати на своите здрави основи и да се врати здравиот црковен живот. Тоа се прави секако и преку манастирите и преку парохиските храмови, секако не одат нештата преку ноќ, меѓутоа се забележува виден напредок, посебно помеѓу младите верници, кои се интересираат се повеќе и во поголем број за црквата, за црковниот живот, и сметам дека оние млади генерации пред се интересираат токму за она суштинското, пак ќе речам, значи не за некои површни помалку значајни нешта, туку за суштината на верата, за практикувањето на црковниот живот, за духовниот напредок и раст, и за она што тие можат да добијат како бенефит личен од црквата, зборувам на духовен план. Значи тоа ме радува што се забележува еден подем во таа насока. Една иницијатива која што веќе во пракса се спроведува беше воведувањето на веронаука во училиштата, и децата од веќе 6 оделение го изучуваат овој предмет и добиваат некакви основни сознанија за верата и веронауката, значи воопшто. Имаше многу поделени мислења тука, дали треба или не треба воведување на еден ваков предмет. Имаше коментари дека доколку детето сака да се насочи во таа област и да изучува верата и веронауката, тоа може да го направи во некои стручни училишта, значи веќе од средно образование или веќе во високо. За жал, што мислите вие вака од еден ваш агол гледано? Да, за жал не сметам дека се воведе веронаука, туку се направи некој микс со таа историја на религии,
која е дури би рекол малку опасна, бидејќи не го насочува детето, туку му дава една палета од можности, значи едно дете го збунува. кое што уште не стекнало основни вредности, значи а секако тоа за почеток треба да го направи од сопствената традиција, од сопствената вера, па утре нека му се даде и друго, нека избира. Меѓутоа додека не ги запознало основните вредности и постулати на сопствената вера, затоа што ние сме на општество кое се во голем дел, да речам, мнозинство се православни, се идентификуваат како православни, така натака, и сметам дека верското образование токму треба да е насочено, значи според вероисповеста, а понатака да се прави такво едно раслојување. Замислете кога на едно дете ќе му се каже, скоро имав еден напис во еден медиум за оваа тема, ќе му се каже на едно дете, постои Буда, постои Христос, постои Конфуције и сите тие рекле по нешто добро. И која е насоката на тоа дете, значи уште повеќе се збунува. За жал не се направи, уште еден момент, значи веронауката е децата би ги научила само на вредности добри. Значи тука нема нешто од што би требало општеството да се плаши. А во однос на тоа што споменавте дека може да се насочат понатака, еве јас не сум на пример хемичар, меѓутоа сум изучувал повеќе години хемија или математика или физика, и јас имам едни основни познавања и сите ние, значи општа култура во одредена област. Не значи дека сите треба да станат свештеници, теолози, меѓутоа основните познавања од некоја општа култура за верата треба да ги имаме сите. Значи тоа е мојот став во врска со ова прашање. Така, значи се она што е добро и што верата не учи на добро однесување треба да се прифати и да се изучува. Малку ќе ве одморам, време за кратка пауза за реклами и потоа уште некои теми ќе отвориме од оваа област. Одберете еднодневна тура Тирана. Max Travel 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. It's in the smallest details. The answer. How is Husqvarna chainsaw durable and at the same time lightweight? And how can an XP chainsaw from Husqvarna help you work both faster and safer? It's in all those small engineered details. Husqvarna, ready when you are. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Стоп шоп акција. Кока-кола од 2 литри 69 денари. Delicious Petit Keks 49 денари. 8 милде тоалетни хартии 124 денари. Скопско од литар и половина 89 денари. Грозд бело или црно вино 2 литри за 89 денари. Стоп шоп најблиску до вас. Јас сум деца мало мечелино, секогаш ти спремам нешто фино. Крцкави снеголки, хранливи житарици. Кога ќе пораснеш, види што сакаш. Избери ја својата професија во мојот нов календар.
Недески малку се одморивме, продолжуваме со нашиот разговор. Сигурна сум на задоволство на гледачите. Интересна тема. Јас навистина уживам секогаш кога учам некои нови работи и многу сум научила од моите гости во Лупа. Сакам да ве запрашам, значи рековме неоспорно е дека располагаме со едно големо културно историско наследство. Колку знаеме да си го заштитиме истото? Па недоволно, секако. И никогаш не треба да бидеме задоволни, секогаш треба да бараме повеќе, меѓутоа ние правиме многу малку во таа насока како држава, би рекол. За жал, ете сега последните години можеби нешто да се подобруваат, почнуваат известни реставрации на одредени храмови кои се наоѓа во алармантно лоша состојба или во минатото биле реставрирани на погрешен начин. И тоа тука можеме Перивлепта да ја споменеме, да, слободно. Значи, затоа што се навистина беше веќе на работ на уништување фреските. Точно, да, последните реставрации се надевам ќе го стагнират тоа уништување, бидејќи Богородица Перивлепта е еден споменик од прв ред на светско ниво кога станува збор за ѕидно сликарство. Меѓутоа, не помалку значајни се останатите храмови во Охрид, Света Софија, која има речиси 1000 годишна историја, била катедрален храм на Охридската архиепископија, исто една црква која е потребно да се реставрира, да се конзервира. Само ќе направам една мала споредба, еден наш реставратор кој неодамна замина да работи во странство, по првото враќање тука беше разочаран колку незначајни предмети реставрира таму за, би рекол, големи пари, а тука многу позначајни нешта остануваат на забот на времето. Сега во последните години Македонската православна црква, Дебарско-Кичевската епархија кај нас, прави известни напори за реставрација на нејзина иницијатива, би рекол, особено на подвижните икони кои особено од западниот дел на Македонија се земени и сега се чуваат од страна на Македонската православна црква, бидејќи како што знаеме беа мета на големи кражби. Во иднина се планира да се направи еден музеј, црковен музеј за овие икони, кој ќе биде на вистина маркантна градба во стариот дел на градот. Веќе се изготвува проектот, каде што овие икони каде би требало да биде? Тоа би дошло под самата митрополија, значи така како што е теренот каскаден, значи под самата митрополија еден објект со голема... Тоа е на иницијатива на МПЦ? Да, и на иницијатива и на трошок, би рекол, на инвестиција на Дебарско-Кичевска епархија. Оние икони кои се... Музејот ќе биде од отворен тип или? Од отворен тип, секако... Ќе можат, значи, посетители да ги видат. Со голема поставка на овие икони, со светски услови за самите икони. Секако сите овие икони веќе минуваат низ процес на конзервација, особено ние најоштетените. Меѓутоа пак ќе речам, овој дел е во надлежност на Македонската православна црква, меѓутоа постојат црковни културно-историски споменици кои се во надлежност на државата кога е во прашање нивната конзервација. Тука секако не може црквата да го презема. Да, тоа си е под точно завод и музеј. Значи, како што споменавте Богородица Перивлепта и за заштита на спомениците. Неодамна кога го правевме разговорот за Свети Константин Кавасила и кога снимавме инсерти во Света Богородица Перивлепта и реставраторите работеа, ние внатре снимавме, не ни знаеа дека ние сме присутни и тие при работењето разговара и си разменува искуства и информации. Ги слушав како кажува дека многу тешко може да ги постигнат боите, оние оригинални бои, нијансите всушност на боите кои што се на фреските, кои што, не знам, стотици години веќе обстоиле и издржале секакви налети и временски неприлики, и влагата и солите кои што се појавија во оваа црква. Се уште имаме остатоци од тие фрески. А некои фрески кои што сега се прават нови не издржуваат ниту 10 години.
Точно. Значи, зашто тука се работи? Тука се Каков е работи квалитетот на оние материјали кои што се употребуваат сега при реставрацијата на Токму ете, убаво сте црквите? забележале, значи материјалите со кои се изработувале особено сакралните градби секаде во светот, па и кај нас биле она најубавото, значи секогаш луѓето на Бога му го принесувале најубавото што го имале. Тука Не се никогаш штедело. не се штедело, точно не се гледал некако финансиски профит, немало математика, значи. Ете, ја споменавте перивлепта, значи таа сина боја, ете ќе споменам, која се користи како позадина на фреските, е специјална, се прави од специјална руда која некогаш се носела од Иран, само таму ја наоѓале, значи било едно цело богатство да се набават тие бои и затоа до денес ги имаме тие фрески како вчера да се сликани. За разлика од нив, па многу современи фрески кои ги имаме, икони секако, имаат многу пократок рок. Значи колку ќе вложиш, толку ќе добиеш. И тука е така. Работиме со хемиски бои кои се уште не е испитано колку ќе траат и така натака. Претходно се работело само со се природни работело бои. со природни бои, добиени од природни материјали, се раствореле боите со природни материјали, со оцет, со жолчка, така што имале многу долг век на траење. Дури, како што споменавте, и временските неприлики, влагата, солите, многу тешко ги оштетуваат. Но, па не треба ние да ги оставаме на забот на времето. Денес имаме современи препарати со кои овие фрески треба да бидат третирани. Сега зборуваме за фреските, меѓутоа зборуваме за целото Воопшто, наследство. да, точно. Да, Значи, само ако заедовме сакате, како нека не е ни пример. само црковно наследство. Мислам, се она што го имаме, И ракописите, треба да го вреднуваме. Точно, да, и ракописите. Имаме и многу ракописи кои што да, и се старопечатени чувале во книги. несоодветни услови. Може Да. би се уште се чуваат во некои депоа каде што немаат соодветни услови. Да, и исто така имаме и значајни старопечатени книги и халкографии кои се печатени икони од 19-тиот, 18-тиот век, кои би рекол допрва предстои да бидат соодветно третирани, конзервирани. Така. Сега еве неодамна исто беше актуелно во црквата во Струга Света Ѓорѓа беше пронајдена остаток од фреска на кој што се гледа ликот на Света Богородица, кој што е многу значајен и кој што е доказ дека таа црква екзистирала многу порано од она што се мислеше досега. Да. Значи, Значи за таа црква навистина постоја треба да некои бидеме многу поодговорни индикации кон она што дека го е од имаме. 13-тиот век, бидејќи е сочуване на икона во самата Од Свети црква Ѓорги, од да. Свети Ѓорги кој е од 13-тиот век, меѓутоа овие фрески кои реномираниот историчар на уметност кој живее во Струга секако Сашо Цветковски, кој советник на Центарот за култура на Ману, ја датираше оваа фреска исто така од 13-тиот век, што значи уште една потврда за староста на храмот кој постоел на тие простори. Така. Значи, како велат, без минато нема иднина. Мора да си го чуваме она што ни е остаток од минатото, за да детерминираме нашата иднина и да знаеме каде треба да се движиме, кои сме, од каде доаѓаме и каде Сигурно. да одиме. Не треба да го изгубиме за да знаеме да го цениме. Така. За жал, многу често ни се случува да изгубиме некои вредни нешта кои што никогаш повеќе не можат да се надокнадат. Се согласувам. И тоа да не ни се случи еве да биде еден апел кон сите што се надлежни, кон сите институции за поголема грижа кон она што го поседуваме не само во нашиот град, значи во целата наша држава, бидејќи има и некои цркви кои што се наоѓаат во планинските места кои што кријат навистина големо културно богатство, како некои вредни стари икони или фрески кои што ги нема на друго, или оние Ќе иконостаси. споменаме и црквата во, иако не е во нашата епархија, меѓутоа во село Курбиново, која има извонредни фрески, а е оставена буквално на забот на времето, значи дури клучот може да го земе секој, без кустос, без надзор на никого влегува во храмот. Така и би требало да биде. Значи, црковните, божјите храмови би требало да бидат отворени во секој време за секој, ама оној што е добронамерник, Точно, кој што меѓутоа, влегува од со тука станува чиста збор и за душа еден и добра мисла. значаен споменик во светски рамки. И тоа не треба, тука не треба да се ризикува. Така. Треба да си го зачуваме оно што е наше и што ни е единствено. Многу пати
знаеме да правиме некој култ од нешто што е поврзано со верските празници, да го издигнеме на некоја манифестација која што ќе добие некои по-широки размери и тука веќе некако она што е духовното и црковното оди во втор план, а тоа што е масовното доаѓа во преден план, за жал. Значи имаме некои такви примери, еве можам да го споменам големиот христијански празник Богојавление Водици, кој што од година во година преминува во една се помасовна манифестација, која што го губи тој црковен и верски дух и се повеќе добива некакво поинакво значење. Што мислите вие? Значи, дали треба да дозволиме така да се движат работите или треба нешто да се менува и тоа подитно? Значи, низ целата своја историја, особено во оние периоди кога црквата била слободна и не била гонета, овие појави се среќаваат и црквата се бори со нив. Значи, тоа е така наречената секуларизација на црквата. Значи, нецрковните елементи влегуваат во црковниот живот. Секако тоа до одредена мера е добро. Меѓутоа, кога центарот на случувањата се пренесува од самата богослужба, значи од она што се случува во црквата некаде надвор, веќе целта е промашена. Го споменавте настанот Богојавление. Значи, само како пример, имаме и други. Имаме и за Богородица во село Скребото, една таква масовна манифестација. Имаме и други, значи, манифестации кои што се во однос на Богојавление само ќе споменам дека целта на Богојавление е да се освети водата, осветување на водите, а фаќањето на крстот е нешто второстепено. Значи, крстот се фрла во водите за да се освети. Во минатото, кој ќе го врати крстот назад, било многу неважно. Меѓутоа, како што забележавте, таа манифестација се искомерцијализира, доби такмичарски карактер. Дали тука и црквата до некаде е виновна, затоа што дозволи да дојде до ова фаза докаде што дојде? Па, црквата постојано сугерира, значи црквата не е некој тиранин кој не знам какви мерки би спроведувала, меѓутоа црквата советува, зборува за тие нешта. Но сепак се треба и да го штити она што е есенцијата, она што е важното. Се согласувам, меѓутоа пак ќе речам, начинот на кој што действува црквата е мирен. Црквата може да советува. Ете, во тој поглед може да се применат и некои, би рекол, педагошки мерки, но убави, мирни. Значи, нема тука, не може да се реагира поинаку. Верниците треба да се запознаваат со вистинското значење и на крајот на краиштата оние кои се вистински верници знаат каде е центарот на богослужбата. Меѓутоа, како што кажав, во времињата кога црквата е слободна, не е гонета, секогаш мнозинството е со црквата. Меѓутоа, во оние периоди кога црквата е гонета, маргинализирана, тогаш само оние вистински христијани остануваат со црквата. Тоа И сега е таква ситуацијата? Црквата да е маргинализирана? Не, сега е еден период кога сега е обратното, значи црквата е слободна така што масата на народот сака да се прикаже како црковна, меѓутоа угодувајќи си себе си, а не на Бога. Значи затоа тие манифестации од световен карактер се презентираат како нешто црковно. Значи пак ќе речам, ова е вековен проблем кој се среќава секогаш во црквата, но црквата не треба да престане да советува, да со љубов секако да поучува. Значи, кога разговаравме кратко пред самата емисија, ми кажавте дека во вашите истражувања вакви појави дури и во времето на Свети Климент имало. И тој ги повикувал Точно, Свети Климент во неговите беседи среќаваме, ги повикува луѓето да не го прават тоа. Немојте да постите, ете во Великденскиот пост само првата и последната недела, постете ги целите пости како што е пропишано или воопшто не постете. Теофилакт, ако веќе правите некаква негови тоа, меѓутоа укажува на оно што е правилно. Исто така не сакав да кажам, ако веќе нешто се прави, треба да се прави онака како што треба, како што е редот. Точно. Ако Исто не така воопшто нека не се прави. Архиепископ Теофилакт, кој е непосредно по Свети Климент, ги забележува овие појави. Тој не е локален жител на овие простори и тие му делуваат чудно. Значи, за одредени верски празници
да се практикуваат одредени народни, дури многу пати и пагански обичаи, кои немаат никаква врска со верата. Значи тој е чудоневиден, вџашен, меѓутоа го опишува тоа и ние до денес го имаме во неговите записи како факт дека нештата се случувале, црквата секако посочувала дека некои од тие пракси се неисправни, некогаш действувала порадикално или не, меѓутоа пак ќе речам она што треба да го прави црквата е да работи со народот, да раѓа вистински верници. И тогаш ќе се решат овие нешта. Значи, пак како што споменав, кога имаме вистински христијани кои ги знаат основните постулати на верата, знаат кои се вистинските вредности, за нив овие маргинални нешта нема да имаат никакво значење, значи ќе бидат сконцентрирани на суштината. Значи факт е дека еден подолг период биле работите некако тргнати настрана, луѓето биле малку тргнати од малку повеќе од верата. Сега се враќаат, но тоа не може да оди Точно, така да кажам уште дека веднаш. секогаш кога отсуствува верата, тука доаѓа суеверијата. Суеверие на црковнословенски значи празноверие. Суе значи празно, значи секогаш кога нема вистинска вера, човекот е опседнат со суеверие, затоа што човекот е битие создадено да верува. Кога не верува здраво, тогаш се појавуваат овие нездрави Како тогаш, појави. кој е патот, значи кој е начинот што црквата ќе го практикува и го превзема за да ги врати верниците во своите храмови? Црквата ги повикува сите православни верници на редовните богослужби кои се одржуваат секоја недела и на големите празници, каде и дали што тоа раѓа плод? секако дека раѓа плод. На самите богослужби, покрај богослужбен дел, постои беседа во која свештенослужителот не запознава со значењето на празникот, со прочитаниот евангелски извадок, така што и тоа представува еден вид практично вероучение. Исто така, денес е 21 век, постојат, мислам, сите знаеме да читаме, постојат книги, значи само нашата епархија има околу 100 изданија со црковна литература кои се достапни за сите. Верниците може да ги читаат тие книги, да дознаваат повеќе за вистините на православната вера. Секако тука се и црквата е присутна и на интернет преку сајтови, како на епархиите, така и би рекол индивидуални сајтови црковни, преку кои верниците може да се запознаат. Значи денес нема оправдување дека некој не кажал или дека само оној кој не сака не може да научи за. Но поради развод на техниката и технологијата на луѓето, значи многу нешта им се достапни, многу полесно достапни, ама тука пак демнати голем број опасности. Затоа што покрај тоа што тие може да се информираат за сопствената вера и за она што е на вистина тоа вистинското, во което што треба да веруваат и да се насочат, имаме многу некои други правци кои што за жал многу млади луѓе се навлекуваат и ги заведуваат, па влегуваат во некои несакани води. Секако, меѓутоа, тука е здравиот разум на секој е одговорен за себе си и треба да расудува. Светиот апостол Павле во една прилика во неговите списи советува се испитувајте за доброто, прилепувајте се. Значи, човекот не треба да биде слеп. Значи, мора токму таа технологија која споменавме денес, му возможува една палета на податоци. Меѓутоа, тука е неговиот здрав разум да знае да расуди. Православната црква не е од вчера, значи има една непрекината 2000 годишна историја, континуитет, така што сите новопојавени квази духовни водачи, би рекол, кои се опасност како што насочувате, треба самите верници, значи самите луѓе, да се испитаат која е нивната позадина. Затоа реков, црквата има една 2000 годишна историја, позадината е позната, не се појави вчера и нема да ја снема утре. Како да ги воспитуваме нашите деца? Па, децата секако треба да ги воспитуваме во насока на нашата вера, која прво ние треба добро да ја запознаеме, за да можеме да ги воспитуваме
и нашите деца. Верата е пред се слобода. Значи, Светиот апостол Павле, повторно ќе го цитирам, вели: се ми е дозволено, но не ми е се полезно. Често, ете, ќе се навратам, многу мина ме прашуваат дали православните смеат да го прават ова или не смеат. Значи, во црквата нема смее и не смее. Може да се сака да се направи нешто и да не се сака. Значи, Христос дојде да не ослободи, не да не пороби. Меѓутоа, исто така Христос потенцира оној кој му робува на гревот, кој го прави гревот е роб на гревот. Значи, човекот мора да се ослободи, да стане господар на себе си, на своите желби, на своите страсти, за да биде слободен. Значи, тоа се основните постулати. Секако, задојувајќи ги децата со љубовта Христова и со слободата, мислам дека единствено на тој начин можеме да им го покажеме вистинскиот пат и да бидат вистински слободни. И да бидат здрави. Точно и утре личности. Да придонесат и за општеството. Така. Така. Прво за себе, кога ќе се за себе, не е корисен за себе, секако не може и да... за општеството. Господине Недески, на самиот крај на емисијата, дали ве исполнува вашата професија? Дали сте задоволни од она што сте го избрале како ваш животен повик и професија? Секако, и јас му благодарам на Бога што токму ми го покажал овој пат, ме насочил, го избрав тоа што го сакам и го работам тоа што го сакам, така што за мене работното време не значи ништо. Јас теологијата ја гледам како начин на живот. Значи, еден мој пријател свештеник на шала знае да каже: покрај што е ова наша професија, тоа е и наше хоби. Значи, така што за мене, како што кажав, мојата професија е мој живот, начин на живот, мој секојдневие. Но... И сум исполнет со тоа што го правам, затоа што го правам тоа што го сакам. Тогаш се и најдобри резултатите кога го работиме и го правиме на што го Сигурно. сакаме. Но знам дека ви имате и уште едно хоби кое што многу го сакате. Многу убаво свирите на гитара. Да, точно, меѓутоа сега во последно време, како професионалните, така и другите преокупации, се помалку ми дозволуваат да свирам, но не заборавам барем 2 пати во месецот да ја извадам мојата гитара, да отсвирам нешто и така да малку да одморам, би рекол, да ги сменам моите активности, бидејќи кога правиме различни работи, тогаш умот се одмара од едно, преокупувајќи се со друго, така што гитарата секако, и не само гитарата, туку музиката воопшто е една моја голема преокупација, и црковната музика секако, и световната музика, ето преку гитарата и така. Така. Се надевам дека во иднина и во вашиот живот ќе има уште многу преокупации, уште многу реализирани проекти. Истражувајте, значи имате навистина добро тло за тоа и изненадете не пак со некое ново откритие, некое ново дело ваше, затоа што во знаењето се крие и силата на човекот и на општеството. Што повеќе знаеме за себе, тоа е подобро. Секако, и јас сум неизмерно благодарен, слободно ќе кажам, и на Деврско-Кичевската епархија и на надлежниот митрополит господин Тимотеј, што ми дал можност да работам. Знаете, денес е малку тешко, млади луѓе во многу други сфери, ете имам јас другари од средношколски денови, така натака, кои се насочиле во други насоки, може би имаат добра желба да творат во областа во која се наоѓаат, меѓутоа не им се дала можност. Јас благодарам ете на Бога што сум ја добил таа можност и верувам дека тоа ќе го оправдам. Така. Благодарам за учеството во Лупа. Јас ви благодарам на поканата. И благодарност до моите пријатели кои што секоја емисија се со мене. Тоа е Бутикот Васидора и студиото Арс Нова. Довидување, почитувани до наредниот четврток со некоја нова тема во Лупа.